Од 1 јануари следната година македонските компании кои извезуваат производи на пазарот на Европската Унија ќе бидат на удар. Ниската цена нема да биде главниот адут за конкурентноста на македонските производи. Европската Унија воведе таксат за декарбонизација, односно ќе се плаќа дополнителна сума на пари за производ во чие производство била користена енергија која загадува. Но проблемот за македонските компании е тоа што користат електрична енергија која 60% е произведена во Регбитола, која користи јаглен, а 40% од обновливи извори. Поради тоа не се знае колкава ќе биде таксата. Не знам, тоа сепак е работа на други институции. За конкретно за цената на нашите производи, ние сме должни да квартално да даваме извештај до нашите клиенти и во однос на како добавувач, во однос на тоа ќе зависи нивната цена, односно нивната такса, која што значи да се купуваат карбон обврзници. Иако беше најавено, сепак се уште не е формирано ниту тело кое ќе мери дали за одреден производ е користена чиста енергија или енергија која загадува, врз основа на што треба да биде и платена таксата. Воедно ова значи дека компаниите кои веќе инвестирале во обновливи извори на енергија ќе плаќаат такса. Нејасноти засега има и во владата. Во нашите последни разговори ни беше укажано дека ќе се земе миксот на Македонија како држава. Тоа значи дека ние минатата година 40% имаме од обновливи и дека ќе биде тој микс. Значи нема да се гледа поединечно, туку ќе се гледа државата како една целина. Таксата која ќе треба да се плаќа значи и повисока цена на производите кои македонските компании ги извезуваат на пазарот на Европската Унија, а со тоа ќе станат и помалку конкурентни. Да, во секој случај цената ќе биде оптеретена и компаниите, бидејќи за ова се зборува неколку години, треба и се спремаме на некој начин да се соочиме со тоа. Промените се тешки, но се чини дека се неминовни, барем кога е во прашање зелената транзиција. Да не се плашат во смисла компаниите, бидејќи за 10 години тоа ќе стане нормален и својствен составен дел на секојдневието на сите нас, не само на компаниите. Оваа такса од 1 јануари ќе погоди околу 370 домашни компании кои имаат 80 милиони евра извоз во Европската Унија, односно производите кои се поврзани со челичната, алуминиумската, цементната, за ѓубриво и за водород индустрија. Но Европската Унија најавува дека ќе ја прошири таксата и за други индустрии, меѓу кои се текстилната, хемиската, за пластика и за целулоза и хартија.